Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте. Вечерва гостин во студиото е Петар Богоевски од Македонски концепт. Господине Богоевски, добро вечер, добре дојавте. Добро вечер и благодарам на покана. Многу има околу вас, бидејќи имаме долго интервју, да не идеме само на актуелности. Јас би сакал малце приказната да ја почнеме од почеток. Вие сте член на ВМРО ДПМН од 96-та година. Пета, се извинувам, добро. 95-та, значи нигде ви сгрешиле во биографијата таму каде што имам прочитано. Може би. Кажете ми, млад човек сте, значи ептен од јунгените бевте. Кога се зачленив? Да. Тоа беа 15 години. 15 години. И тоа беше еден чуден понос, една чудна енергија и една романтика кон она будење национално македонско. И тоа веројатно беше главната причина зашто сум избрал да бидам политички активен на 15 години. Не дека некој ме терал, напротив, дома ме укорија. Не сметаа дека сум премлад за таа работа, но јас бев убеден дека треба да бидам силно заангажиран во таа партија и само за една година после тоа, 96-та, станав председател, прв пат ја основав Општинскиот комитет на Унијата на млади сили во Крушево, станав председател на тој комитет и се така понатаму. Што е тоа така понатаму? Па се тоа, знаете, оние периоди на... Не, ме интересира од ваш аспект, да не како идеше... Па знаеш, оние стресови 90-ти, нели домаќинскиот говор 96-та, па стресовите 97-та, со расколот во партијата, со Змејковски и Димовска. Победата 98-та, влијанието на Циле Тупурковски. Случувањата 99-та и Борис Трајковски, 2001 година и војната во Македонија, 2002 и губењето на власта, атакот на СДСМ врз нас, губење на работни места и така натака, нели после тоа. После тоа дојде периодот... За тоа време како идеше вашата кариера? Па, како млад човек, повеќе користев период за да се образувам, да стекнам колку што можам повеќе образование, а во исто време не ја заоставав никогаш партиската активност и бев еден од оние наши јунген, баш оние Извинете, може би не соодветен збор. Ако меѓутоа онака бев еден од најжестоките активисти посветени на работата. Често бев вклучен и низ Македонија, оформување на нови комитети, општински, месни, високи политики во Централниот комитет, случувањата помеѓу лидерите, доаѓањето на Груевски на власт, преродбата, нели, јас сум учесник во тоа сето. Како ги напуштивме принципите на преродбата 2009-2010 конгресот во Битова, Петоа Штипскиот конгрес. Како ги напуштивте? Малце ме интересира воопшто за ВМРО, бидејќи нели треба да стигнеме до реформите, па и до македонски концепт. Останавте верен на партијата, а кога се случаат тие превирања, има ваши колеги има еден ваш колега кој е вечен, например, во собрание, ден нема работен однос. Вие сте се уште член на ВМРО ДПМН? Да, се уште, да. Сега да ме прашаш... Не, знам што сакам да те прашам. Со преродбата, како напуштивме преродбата? Ме интересира фаќањето страни, бидејќи стално гледав кога некој ќе се намирисаше дека доаѓаат и сега кој ќе иде на страната на Љупчо, кој ќе иде на страната на... Ја не сум имал прилика ова со СДСМовците да го разговарам, они не доаѓаат тука. Денеска имав еден интересен разговор со еден пријател на Љупчо, близо пријател на Љупчо, и го зборувавме скоро исто за случувањата за изборот меѓу едниот и другиот лидер. И јас избрав да останам со Груевски. Зошто? И истото ме праша Груевски. Во една прилика, зашто? И јас реков затоа што му се љутам силно на Љупчо. Зошто? Зашто тебе те избра за лидер. Не разбирам. Ај објаснете. Значи, се љутам на Љупчо затоа што Никола го избра за лидер. Бидејќи сметав дека Никола не е подготвен за да биде лидер на ВМРО ДПМН, бидејќи ќе технократизира, ќе наруши оној романтизам, пошто ние бевме во ВМРО како едно семејство. 90-тите, тоа се што се случуваше претходно. Се после Никола веќе беше
работни односи во партијата, вработени и други. Менаџирање, како голема бизнис компанија. Како компанија. Па тоа донесе големи резултати добри 10 години. За партијата зборам. Тоа донесе одлични резултати на почетокот, кога сите бевме силно убедени во природбата. Че јас искрено верувам во природбата и ја застапував со цела силина. И тоа некако 2008-2009 година, после 2009 година, ние веќе ги напуштивме принципите на природбата и влеговме во една друга фаза од развојот. И веќе 2011 беше се јасно. После 2011 беше само мачење како да се обстои на власт. Се до последниот ден. Што мислите, што се случи 2008-2009? Тогаш најклучни беа, Букуреш беше. Тогаш мислам дека и Бранко и Груевски беа спремни за некаков компромис, нели заедно со помош на Буш да дојде некаква промена. Се напушти таа евроатлантска ориентација на партијата силна. Се напушти таа силна заложба за интеграција на Македонија во НАТО пред се во тој период. Дека Буш беше шанса која не смеме да ја пропуштиме. Добро. Како македонци. Па што мислите по вас? Што се случи? Ја го имав Груевски овде во емисија пред и после Букурешт. Иако он тврдеше дека не доаѓа во предвид промена на името, во приватен разговор ми призна дека се разговарало, доаѓале предлози и така натаму, и дека тука присуствувал и Бранко Црвенковски, едноставно дури било прифатено некако компромисно име, дали за Горна Македонија, мислам дека било во прашање, не ме фаќајте за збор, или Скопје, но грците тоа никако не прифаќале никакво, ништо. Јас имам Што е вашето сознание и мислење? 3-4 сведоштва за тоа како, и сите се различни. Да, и јас исто. Сите се различни. Исто. И имаше еден албанец во таа делегација, јас му верувам најмногу него. Добро. А он има чувство, кој го имам и јас, а тоа е дека Никола отиде во Букуреш да не се договори. Односно да не се интегрираме во НАТО. Тоа беше клучно за да отпочне оној процес после познат процес на од технократот кој се занимава со економија, веднаш добивме заљубен во историјата, во националниот романтизам, во обид да се изгради поинаков тип на национална свест во Македонија, и тоа сето до ден денеска веќе си има и ќе има трајно своји последици и резултати, и тие јас ги констатирам и викам не смееме да се налутиме на никого во земјата, бидејќи те историски процеси кои се случиле во Македонија, на крајот дале резултат кој мораме денес да го прифатиме, акцептираме и како таков да го почитуваме. И тие македонци кои биле жртви на некакви тип на пропаганди, се живи луѓе, равноправни граѓани на сите нас, и не смееме да ги исмеваме некој ако му верувале до последен ден на Никола, или ако некој се уште до ден денес се убедени, има огромен дел. Пример, анкетите внатре во ВМРО ДПМ покажуваат дека Никола Груевски има 80% поддршка во ВМРО ДПМ. Денес. Звизави Христијан Мицкоси кој има само 20% поддршка. Денес вечерва, да. И тоа е тој феномен кој бара и малку и научни истражување, докажувања. Зошто научни истражувања? Многу едноставно приказната. Моите 25 години на медиуми и комуникација секоја вечер со овој народ ми донело многу инстинктивен, интуитивен заклучок, а тоа е личната корист. Многу луѓе се почувствува финансиски добро со Никола Груевски. Сето тоа, за да го оправдаат, беше нафилувано со национализам, со патриотизам, со романтика од почетокот на универзумот, но надградба. Ја ги имам истите чувства спрема Македонија и нашата античка историја и тогаш и денес, но искрено да кажам дека тоа беше крајно злоупотребено од многумина. До ден денес мене ми забележуваат, викаат како не се срамиш, тебе Никола ти даде се, а ти зборуваш против Никола. Тоа е тој менталитет кој го спомна. Тоа планирав малку подоцна. Привилегии. Лични привилегии многу имаше. Зошто луѓето сметаат дека Никола им донело дома, им дал нешто. Они не разбираат дека туку ние, таквите како мене младинци, животно определени и посветени на победата на ВМРО, го направивме Никола да биде премиер.
А не обратно, нели? Прво, ние го почестивме него со позиции и со власт, да се разбереме. Второ, тоа никога што му го пружил на Петко, на Трајко, на Станко, тоа не го донело дома, тоа е на Републиката. Тоа ти следува како граѓанин, да се вработиш ли, да имаш бизнис, да се движи слободно из државата или што? Да, што ти дава никога дома? Донел ли ти нешто дома? Тоа ти следува по согласно закон и устав. Види. Така да никога ништо на никого не му дал. Ниту пак Заев, ниту пак Лјупчо или не знам кој. Ти си добил тоа што ти го дава Републиката. Мораме да замениме култот на личноста со култ на Републиката, на државноста. Клучно е за нас, за ни опстои државноста. Не можеме да се идентификуваме со лидери. Но лидерите се разликуваат или оние што се на власт во тој момент, какви економски услови дале во таков момент или кога се државнички прашања како постапиле. И сега, јас се согласувам со вас. Ке треба една историска дистанца за да се согледа реалната состојба, бидејќи емоциите се многу силни за и против. Често и кампања. Како? Често и кампања. Сега, ако видите што Заев зборува денес за економските постигнувања, имате чувство дека вака розово и убаво економски не се живеело. Исто беше претходно со Груевски. Груевски имаше некаде околу 53% само реализација на капитални инвестиции во шпицот на најдобрите економски резултати во негово време. А представата во јавноста е дека никога работел и спровел се. Значи не е така, имал само 50% реализација. Сега се да съм има 35 пример максимална реализација, може би помалку. Тоа што значи? Тоа значи дека пропагандата, дека работите се прекрасни, розеви, само што не ни тргнало, најпластично тоа го покажуваат оние исечоци од медиуми од 90-та година или 92-та година, кога Бранко Цренковски викал само што не сме влегле во НАТО. Или Македонија само што не станува економски тигар на Балканот. Има многу убави исечоци се вртат по Фејсбук, каде што истиот вокабулар кој денес го слушаме политичарите, политиката, сме го гледале некои други, јас сум бил можеби мал тогаш, али ги има тие исечоци, истите приказни биле и 92-та. Истите приказни ќе можеме да ги тераме и до 1700 година, така, откако е печатот до кампањата е тоа, до политичкиот политичките новинари и тоа е така, да. Се согласувам дека до некаде кампања, но има еден општ печаток дека економски кога ВМРО е на власт, кога е на ВМРО власт, се осеќа малце една финансиска релаксација меѓу луѓето, а кога е СДСМ на власт е едно малце... Не. Има разлика во што премногу периодот на владењето на Никола наликуваше на тој на Бранко, без економска слобода, генерирана и контролирана економија, контролирани бизниси под присила од земени бизниси на огромен број бизнисмени, под сила на тие слушања и така натака, и методи. Ја мислам дека најдобри економски услови за Македонија, односно слободен развој економски, имаше во времето на Лјупчо Јурѓиевски. Нешто блиску на него беше времето на Бучковски, која беше исто така слободна ситуацијата. Мислам дека во времето на Лјупчо единствено постигнавме суфицит, ако се сеќавам точно. Некаде пред војната, 2000-та година беше тоа. И тоа беа на некој начин да ја почувствуваме вистински онаа пазарна слобода, економска слобода, можност за формирање бизнис, работење во бизнисот. Тоа беше, мислам јас, најслободното време, кога гледаме за слобода на бизнисот. Денес во време на Заев, може би наликувам повеќе на времето на Лјупчо, но огромен дел од капацитетите за контрола врз економијата, кои се наследени во рацете на државата, кои се наследени од времето на Никола, останаа во рацете на Заев. И може би требаше тогава да се направи од СДСМ многу посериозен прекин и пресек на тие методи и на тие овластувања, ексклузивни во раце на функционерите, за да се ослободи економијата. Но гледаме дека СДСМ не се откажува така лесно од привилегиите и од моќта кој ги дава власта. Ја немам и она што го наследи ја немам перцепција дека нешто послободно од што од времето на Груевски, напротив дури дека и економските стеги се многу посилни. Барем од она што ми стига мене има информација. Помалу обртна средства. Има помалу обртна средства. А зошто има помалу обртна средства?
Слаба реализација. Слаба реализација. А зошто има слаба реализација? Слабо работење. А зошто има слабо? Ја, пазете. Некадарни луѓе. Се е до човечкиот персонал, до човечкиот капацитет. А зошто има слаби луѓе? Види, зашто ги избркавме добрите. Зошто ги избркавме добри? А зошто си отидоа добрите? Избега зашто не сака да бидат слуги на олигархијата и на мафијата. Не избегаа за пари. Се слагате? Младите не избегаа за пари. Младите не избегаа за повисоки плати или зашто немаат перспектива во Македонија. Избегаа зашто не сакаат да бидат слуги на 5-6 фамилии во земјата или на една бандитска организација која држи во рацете државата. Парафразирано ми звучите на францускиот амбасадор кој рече дека Македонија е во рацете на неколку фамилии. Целосно се согласувам со амбасадорот Тимоние. Тоа е така. Ова е поразно. Се додека не ја ослободиме републиката, ние не живееме во републиканско редување, не живееме во република. Подобро да именуваме официјално олигархија или некоја тетрархија или некако да поинаку да именуваме, бидејќи де факто владеат тие неколку фамилии, а да се избориме да дојдеме до република. Ние сите се караме за северна, а никој не гледа дека ние го немаме небитното. Ја немаме републиката. Ние реално не живееме во република. Оние млади кои беа самосвесни и кои не го прифаќаа тоа, да бидат слуги на нивните врсници од тие фамилии или да бидат слуги на мафијата, рекоа ние заминуваме тука. Зашто Јанко замина, може на ти, мислам не да, нема проблем. Ворете. Замина многу богати луѓе. Продадува бизниси, стоматолози, доктори. Замина реализирани граѓани, не замина само сиромашни. За време Југославија може би заминувале 60-тите години сиромашни граѓани кои немале го што преживеат. Ама денес не заминуваат само тоа. Заминуваат зашто не сакаат да бидат робови на тоа фамилиарно управување со државата. И тоа мора да констатираме дека е така за да се избориме со тоа. Јас сосема интуитивно ги водам разговорите, знаете, не се трудам да го брзам затоа што имам доволно време, па и да го спуштам и да го качам ритмот, но ајде ќе ве вратам уште малку назад. Рековте дека после 2008-2009 година ВМРО ДПМН го губи тој евроатлантски ориентир. Да, и оној развојна компонента во унапредување на администрацијата, унапредување реформи во администрацијата, реформи во бизнисот, реформи во сите сектори, во здравството, некако се тргна после тоа на линија на контролиран развој за да се осварат екстра профити, односно да се осваруваат криминални профити, од друга страна... Што е тоа екстра профит, што е тоа криминален профит? Го изначувам. Што мислите, што правеше Никола Груевски со своето владење, па имало толку криминално. Еве што не е исперцепирано, а еве се уште како што гледаме и не е докажано, бидејќи единствена работа за која сигурно знаме е Мерцедесот. Смешно е тоа. Јанко, јас сум учесник во тоа време и работам се уште во државна служба. Меѓутоа не можам јас да си дозволам на телевизија да зборувам за тоа, бидејќи прво сум подлежен по тужби, нели? Добро, а второ не сакам да одземам. Ваш избор е, така. Да, второ не сакам да одземам да стекнам таков имидж или да си дозволам такво нешто, не си дозволам такво нешто, да зборувам за нешто за кое не би приложил на време. Не, можам да зборувам како да не приложам докази за тоа. Значи, моја одлука е дека јас не сум ниту истражител, ниту обвинител, ниту полицаец. Океј. Значи, онда ќе спекулираме. Нека си работат институциите. Моја задача не е тоа. Добро. Моја задача е само да кажам дека од 2009 година, 2010 година, Конгресот Битолски, кога Никола ја приватизираше партијата на Битолскиот конгрес. Буквално кажа, ова е мој имот. Сите тука кои не ми се допаѓате на лична основа, надвор од партијата. И он ја трансформираше партијата во движење, и он се фалеше со тоа. Но Никола беше, како лидер, доста политички неписмен, теоретски зборувам, и он не знае дека и теоријата тоа го обработува. Најопасно нешто за политичка партија се претвори во движење. После тоа нема назад. Нема назад.
После тоа доаѓа до расформирање и формирање на многу партии, различен тип на политики и така натака. Тоа што е денес, тоа што го викавме ние реформирање или расформирање на ВМРО-ДПМН во времето на реформите на ВМРО-ДПМН, кога ги промовиравме. И тоа е тоа кога денес јас викам ВМРО-ДПМН е огромен конгломерат од неколку блокови. Ние сме диаметрално различни луѓе имаме таму. Имаме обожаватели на Путин, огромен дел од партијата. Имаме тој советски блок, кој јас го рекувам, самиот Мицковски е лидер на тој советски блок. Значи, сега партијата во моментов е киднапирана од тој советски блок. И Мицковски тоа го управува, на тој основ. Немав таков печаток на интервјуто, имав 2 интервјуа со него, не добив таков печаток, но интересно е да се слушне така, да. Ништо тоа го заклучивте дека е тоа така? Не се тоа поведение и негови активности. Немам изјава, немам конкретни. Секако дека нема да имаш изјава, тоа неговите средби се нонстоп некаде во западна Европа претежно. Дури е малку смешно да направиш состанок со рускиот амбасадор, не е смешен состанокот, супер е состанокот, и јас би направил, не е проблем. Него на рускиот амбасадор да му објаснуваш за организирање на фери демократски избори. А што очекуваш од таа страна? Да ти сподели рускиот амбасадор искуства од слободните избори во Русија? Што? Много се смешно тоа. Пази, тоа го направи и премиерот Спасовски. Јавно го исмевав на социјални мрежи тоа. Океј, со рускиот амбасадор да зборуваш што правиме со газ, кога ќе добиеме во Македонија нешто, некои инвестиции, доколку има некои идеи. Но со него можеш никако не смеш да зборуваш за слободни демократски избори. А министерот за внатрешни наќе Христијан Мицковски и Оливер Спасовски, замисли, се објаснале со рускиот амбасадор за фери демократски избори. Мислам, ненормално ми делува Па добро, ние си го земавме тој за секој потек, амин да трчаме и да бараме од Запад, од амбасади, од Кале, од друго советски. ЕУ. Дозволено во партијата да те троваат, да те напаѓаат, дека си платеник на Бејли, на Сорос, дека земаш долари и слично. Но не смееш да спомниш за рубли. Јас една изјава дадов во својство на заменик генерален секретар на партијата, дека пред влада штрajкува граѓани изманипулирани од неколку мина, точно мислев на тројца рубља патриоти, и полуде целата партија, меѓу кои председателството. Зошто, бидејќи е дозволено да плукаш по западниот свет и е прифатено тоа поведение да биш обвинуван дека си платеник или криминалец на Западот, но не смееш да спомниш дека се делат рубли. И да, тоа е тој страф. Ја понекогу го сватив тоа, искрено. Знам После за имаме тоа. четнички блок. Само, мислам, бидејќи имав и коментари во емисијата, тоа беше повеќе сватено дека Мицковски и партијата жестоко реагираше на тоа за да не се дозволи да и налепите дека е проруска, бидејќи она инсистира и со своето делување и со своите заложби дека е прозападна партија. Еве го, вашиот колега Александар Николовски е повикан на молитвениот појадок, што на некој начин и тоа е некое, а сепак е... Молитвениот појадок нема врска со Стејт Департмент и со САД. Добро. Тоа е во организација на религиозни групи и издруженија, каде што нашиот заеднички пријател Владко има клучен збор. Но, суштината во што е? Суштината е на тоа дека, да се вратиме на конгломератот. Не имате мене, јас се идентификувам како македонски блок во партијата. Добро. Сметам дека како општество треба да се озрееме и да си спознаеме македонски интереси национални и ги разбирам тие во минатото што биле во разни туѓи интереси. Но во исто време ни се појави во ВМРО феномен. Веќе имаме четнички блок. Член на извршниот комитет на партијата, поддржан од Христијан Мицковски силно, отворено ни порача дека МПЦ е неуспешен комунистички проект, треба да се укини и юрисдикцијата врз Македонија да ја врати СПЦ, и ни порача дека ние треба да се вратиме во единство со Србија, да се повикаме на вториот дел од референдумското прашање од 1991 година. Јас, Јанко, сум ВМРО-ец. Порасна сум као дете во таа структура. Јас кога го прочитав тоа интервју, бев на школување London School of PR. Јас не можев да се смирам 2 сати, ми се тресеа рацете 2 сати од нервоза, дека доживеав мојата ВМРО ДПМН да ми промовира исти ставови со Шешел.
Јас се почувствував тотално поразен и уништен. Тоа е како да ти кажам, тоа е како, не знам како да објаснам, тоа е како, не знам што да споредам, као шефот на еврејската држава да го пофали Холокаустот на Адолф Хитлер. Исто е тоа така. Јас така се почувствував. И тоа е нешто кое никогаш нема да го простам. Никогаш нема да го прифатам и ќе се борам до крај на животот да го уништам. Таа изјава беше уништување на ВМРО. Таа изјава беше демантирана и не. Тука кај мене исто во емисија образложена и демантирана дека е чиста манипулација за да се добие токму ваков печаток. Не. Погледни емисијата кај мене. Има снимка од изјавата, господјата дава изјава директна. После жестоките реакции од јавноста се обидува тоа да го демантираат со тие бот центри во палатата на многу смешан начин. Зашто Мицковски не ја осуди незината изјава? Зашто истиот ден не ја разреши од член на извршен комитет? Тоа е скандалозно поведение и тој бандитско четнички блок. Многу тешки зборови употребувате за својата партија. Ако да, јас сум солен за тоа го говорам. И не ве бркаат од партија. Па и да ми избркаат што ако Јанко. Ама не па фактот да ми избрка Мицковски да ми избрка партија. Па он дојде од друга партија во мојата партија. Кој да ми избрка? Мицковски да ми избрка. Мицковски знаеш кога е член во ВМРО ДПМН? 2011 година. Он прв пат се зачленува во ВМРО ДПМН 2011 година. Тој ли да ми избрка мене? Јас 2011 веќе бев ветеран во ВМРО ДПМН. Не викам он да ве избрка, него партијата заради кој? Антипартиски ставови. Јанушев да ми избрка? Што се зачлени во ВМРО ДПМН за да се работи во Велес? Кој да ми избрка мене во ВМРО ДПМН? Самата партија. Мислам, нелогично е. Еви да ми избркаш, како ќе ми го спречиш мојот идентитет да го носам во себе? И да говорам во име на ВМРО. ВМРО не е ничија својина. Идејата наша македонска, каузата наша е ВМРО. Која е каузата на идеологијата? Идеологијата. Тоа, Јанко, јас често ги напаѓам, така србите ми се љутат за тоа многу. Кога зборувам за Гарашиновата начртание, тие мислат дека ги мразам за тоа. Не, им љубоморам. Зашто ние немаме македонско начртание. А не ги мразам. Тие си направили уште пред 200 години кауза и си ја тераат таа работа. Јас на тоа сакам да работиме. И за тоа е промовиран македонски концепт. Како да дојдеме до македонско начртание. Како да дојдеме до македонската кауза, базирана на сето она минато какво и да е. Тешко е, знам. Многу е тешко, но мораме да научиме дека денеска се живи внуците и на едните, и на другите, и на третите, и на четвртите. И се јавуваат и кај мене у емисија. И ние мораме да ги обединиме. Внуците на сите. Зашто на крајот сите тие, нивни деловци, наши деловци, мои деловци, се бореле за македонска држава. Гледале како да стигнат до неја по различен пат. Некои мислеле дека тоа ќе го освара преку Сталин и СССР. Па трнале по таа линија. Некои мислеле дека тоа ќе го освара преку Хитлер и Германија. Трнале по таа линија. Не им се сонило на сон дека ќе има Холокауст. Некои мислеле дека тоа ќе го освара преку Англија и Америка. Трнале по таа линија. Некои се излажале дека Тито ќе овозможи или ќе даде дополнителни можности, не знам што таму. Некој Бугарија. Некој цврсто му верувале на бугарскиот двор дека ќе помогне за создавање на македонска држава. Некој му верувале и на српскиот двор. Да знаеш. Голем дел војводите. И тешко после Марсеј. Зборувам пред Марсеј. Во основите на ВМРО зборувам пред Централниот комитет. Пред Врховниот комитет. И тоа сето е нешто кое јас ги разбирам. Зошто многу треба да читаш историја, да се внесиш во нивната кожа и пак е тешко да им судиш. Дури не смееш да си дозволиш да им судиш. Пошто како ќе се внесиш сега ти во еден македонец кој има 48 кила жива мера, јаде 300 грама јагнешко месо само за Великден, пошто не може да си дозволи да јаде друг пат, кој веројатно има убиено тројца од неговото семејство по улиците од разни бандити, криминалци, арами и така натака. Веројатно има и силована жена од неговото семејство. И ти сега да си дозволиш него да осудиш. Ние си го дозволуваме тоа секој ден.
Имаме жестоки пресуди по Facebook денеска. Тој предавник, оној предавник, овој предавник. Полека бе, на кој му судите? Кој е предавник? Сарафов е предавник, овој војвода бил друг во право. Или обратно. Сарафов е војводата или идолот, предавник бил тој другиот. Полека бе, на кој му судиш? Како си дозволуваш? Кој ти дава право да му судиш ако не се ставиш во неговата кожа тогаш? Или за време на партизаните исто така. Како им судиш? Не им суди на луѓето. Научи се да ги разбереш. Јас се обидувам преку македонски концепт да ги разбериме, сите до еден. И врз база на она што тие го вложиле во Македонија, да создадеме македонска кауза. Нова, современа, прилагодена на 21 век. И нешто кое ќе спречи политичките партии да продолжат да ги делат македонците на 100 парчиња. Сега последно имаме нова поделба, имаме северџани. Имаме по име, ама тоа од што произлезе? Ама тоа е од нашето лудило. Не. Од нашето лудило, Јанко. Јас се извинувам, господин Богоевски. Многу е конкретна работата. Нели, беше силната пропаганда дека промената на името ќе ги релаксира сите односи наши со соседите, дека ќе ни биде пат кон НАТО и кон ЕУ. Јас сум овдека во првата линија. Тоа се сите податоци кои стигаа до мене. Овдека беше и Геровски, кој беше тогаш силен заложник за референдумот, значи пред референдумот. Со мене ме викнал кој бев против. Јас бев единствен што пропагираше излезете гласајте масовно против. Знаеш ли зошто? Не, само да кажам ова што ми беше тезата. И наместо таа промена да донесе еден нов квалитет, имаме уште една нова поделба. Ако бевме порано ВМРО-вци, СДСМ-овци, едните беа просрпски, другите пробугарски. Сега имаме северџани и несеверџани. Сега имаме за медот против медот, трпчевски против трпчевски. И тоа е едноставно само се бара по бањати не бањати. Бевте против референдумот, не сакавте промена на името, тоа сакате да ми кажете? Не, јас бев многу прецизен. Поверете. ВМРО ДПМ 10 години пропагираше името ќе го решиме на референдум. Јас како тогашен заместник генерален секретар го почитував програмата за заложбите на партијата. Ние бевме одлучени кога на референдум. Тоа што се направи бојкотот беше измислен за да му овозможиме бегство на Груевски. За ништо друго. Но јас не можам да го лажам својот народ. Како бојкотот? Ќе ти објаснам. Ајде објаснете. Да. Многу е битно да знаеш. Единствен начин да се спречи промената на името беше да победиме со гласање против. Единствен начин. И јас тоа го кажував транспарентно. Одлучете како сакате, гласајте за ако сакате. Ако сакате бојкотирајте. Но јас да бидам искрен пред себе си, пред моите деца и пред историјата, ќе ви кажам отворено. Точно знам што ќе се случи. Името ќе биде сменато во парламент. Без оглед како ќе биде резултатот. Без разлика на референдум. И ја истото го мислам. Единствен начин да се спречи тоа е да победиме против. Тоа го потврди Заев за време на референдумот. Меѓутоа, дури тој понудуваше и оставка ако победи против. Меѓутоа, зошто против? Затоа што читајќи го детално, и јас објавив на рецензија веднаш на договорот, правно-политички морам да признам, зашто застапував и ставови на ВМРО ДПМ, но сепак пред се лични чувства. Забележав дека договорот нема доволни гаранции, не е првоодржливо решение, и во него нема доволно гаранции за евроатлантската перспектива на Македонија. Она што се случи денес. И тоа го зборов отворено по сите телевизии можни. По сите можни телевизии. Можеше да има последен член, овој договор ќе стапи во сила после датумот за преговори на Република Македонија со ЕУ. Можеше и така да се реши. Но, тоа брзање, знаеш она слепа кучка, брза кучка се извинува. Ова пред 5 години го кажа гледачка и мене. Да потпишеме све, ама никаква реализација до моментот додека не влеземе во ЕУ. Така е. Човек ке мене го кажа. Така е, ете. Че имаме разумни граѓани. Многу разумни граѓани. И мермената палата или белата палата, белата ја викаат овие од СДС, јас се викам поише мермерната палата, што полна со мермере. Мермената палата сакајќи да ме спречат во таа кампања да ги убедам граѓаните да гласаат против,
ми фрлија црна пропаганда дека јас де факто работам за Заев и сакам да ги изведам гаѓаните да гласаат на референдум, да го направам услуга на Заев. Па, види. Но јас бев искрен со гаѓаните. Искрено им кажав. Може да гласате за или да бойкотирате, ваш избор. Пак ќе повторам. Но само со против ќе спречиме промена на името. ВМРО во тој период беше на многу ниски гранки. Нивната моќ финансиска и медиумска беше толку катастрофална, едноставно... Не е така. Јас бев тој заместник генерален секретар на партијата и знам. Добро. Ние си бевме супер и секој сме супер. И партијата има прекрасни финансиери, меѓу кои некои од најбогатите луѓе во државава. Добро. Значи не е така, друга е поентата. Никола Груевски остана без јаболко за пазарење, за слободата. Што ќе размееше? ВМРО ДПМН беше под силен притисок на реформите. За бегството. Како ова, нели, за бегството? Повете ова на тоа. И Никола Груевски немаше друго, освен да создаде ново јаболко за пазарење, за слободата. Пази, Никола е хиперспособен за тоа да го направи, да не се лажеме, му нема рамен од државата, се уште. Он во бојкотот препозна прекрасна шанса да го сруши референдумот, за да дојде работата на пазарење на гол пазар во Македонија. Таму каде што тој најсилен, бидејќи без негови пратеници не може да се случи тоа. Што се случи? Никола го трампаше името за својата слобода. И затоа го формираше и го направи бојкот. Он го менеджираше, он го смисли и го реализира бојкот. Христијан е само подизведувач. Христијан само се проуваше по несмешни митинзи низ Македонија, оне маршовите. Ја мислам дека СДСМ се одев на бојкот феноменални. Пазете, дојде до промена на името, што ја велам, донесе една голема поделба во општеството, и кој е виновен за тоа? Груевски и ова, 8 мина. Не. Никој не го перцепира Заев, никој не ја перцепира СДСМ, никој не перцепира. Пазете, не збориме, ние овдека збориме. Але интересно е тоа. Зашто е интересно? Целата вина успеа. Не, слушај, ова е феноменална пропаганда. Сега збори за пропагандата на СДСМ. Ја ќе ти кажам, човек кој е подложен на пропаганда, бидејќи сум тука. Јас сум многу плиток. Јас сум многу површен и не е на... И го површината ја гледа. Пропагандата на СДСМ е невидена. Они може да седат дома ден работа да немат и ќе разубедат се. Им се може. Растурат. Слаби се. Растурат. Виза Груевски се слаби. За пропаганда? Да, многу се слаби. Виза Груевски се голема. Да, имаат голема помош од странство СДСМ и тоа е факт. Големи финансиски средства. Нема СДСМ помош, имаше Македонија помош од странство. Пошто Македонија беше ставена пред... Добро, невладините организации. Да добиеме крал. Невладините организации чии членови денеска се пратеници на СДСМ во парламентот. Не. Малце забегаа работите и имаше право те охранител на еди кој си господин да гази луѓе по улици и по тротоари и да не биде обвинет. За кого мислиш? Не... Знаеш убаво за кого мислам. Значи, забегаа работите. Бодигард. Точно, бодигардите на една фамилија газеа луѓе по Скопје по улици со моторите и нема кривични пријави. Значи, многу добро знаеш кога забегаа работите. Добро, сори ако не ми текне. Значи, странците поддржаа републиката, да преживее републиката. Не го поддржаа Заев, ниту па мене. Поддржаа републиката. Странците се принципиални во тоа прашање. Зашто па 2006 го поддржаа Никола? Па мислам дека го поддржа. Не, ја поддржаа републиката. Добро. Во секој случај просперитетот. Во секој случај ја имам впечаток за овие 25 Ова е уште години поинтересно. дека без замин од надвор никој не добива власт во Македонија. Тие многу не ги издигаме на пиедестал тие работи. Што беше побитно? И вие сте еден од тие како реформатори, каква силна поддршка добивте од американците и од европските. Се боревме за демократизација и уште се бориме за тоа, нели? Зашто мисли, што е тоа демократизација? Ќе објаснам на крај. Во ВМРО, што му да завршам само со бојкотот. Да, и со бегството на Груевски. Кога требаше некој да ја преземи вината за 8-те. Не може тоа да го преземат реформаторите. Немаше никој да поверува, баш дека реформаторите ги убедиле пратениците на Никола, најверните чеда на Никола, да гласаат за промена на името. Тоа не можеше да биде некој маргинална личност друга во партијата.
мораше да биде некој многу битен фактор во партијата кој јавноста тоа го прифаќа. Или некој да ги уценува. Не. Не. Некој може да преземе вината и некој никога ги мотивираше. Некој може да преземе вината. Никој е многу суетен. Зошто некој? Никој е многу суетен да преземе вината. И кој беше друг со таква моќ? Беше само Сашо Мијалков. Мислите и направивме фингирано бркање од партијата, каде Сашо Мијалков го бркаме од ВМРО ДПМН и шефот на сите кампањи Никола Тодоров, за да на нивни грб спадни вината за 8-те, за да биде нели партијата чиста и Христијан и Никола и другите, кои има понатамошни можност за кариера. Чекај малце, mind blowing си ми не се блокира воопшто. Ја ти кажам во очи вистината за како се смена името Македонија. Не, како да го прифатам ова што го кажувате? Со тоа што после Никола се замина слободен. Не тоа, ама еве, дека Мијалков... Ти веруваш дека Никола ќе заминеше ако не сакаше некој да замине? Ја мислам дека бе замин од сателитите, чии знаеме кои се овдека и дилот, дека не можеш да поминеш 6 граници без снимки, без све и така натаму, а да не знае министерот за внатрешни, да не знае премиерот, да не знаат разузнавањето и така натаму. Името го смена СДСМ. Спогодбата е подпиша Никола Димитров, нели нормално. Преговорите ги водеше Зоран Заев. Добро. Слабиот квалитет на договорот е вината на преговарачите. Така е. На страната на владата. Добро. Иако го молев Христијан да се вклучиме како опозиција во процесот, не за друго. Ќе оподобевме квалитетот на преговорите. Ќе бевме, знаеш, на добриот и лошиот полицај со грците. Чекај, па не бевте ни поканети како партија да го склучувате договорот? Бегавме тоа како ѓавол од темја. Ако влезевме, ќе бевме добриот и лошиот полицај со... Имаше понуда да влезете во таа? Апсолутно. Нема никаков проблем ВМРО ДПМН, како една најголемата партија од државата, да биде дел од процесот. Проценката беше дека тие преговори ќе пропаднат и нашите информации тоа зборува. И затоа стоевме на страна, реално. Но, во парламент името го смена Никола Груевски. Се распија СДСМ, да не се... Главното мнозинство е СДСМ. И се има еден интересен момент. Јас сум северџанин. Кој ги оркестрираше? Јас сум северџанинот, Петар Буговски е северџанинот, а не е Никола Груевски, што се спаси од затвор со Трампасо името. Мислам, ќе треба да го докажете ова, бидејќи велите дека Никола Груевски и Мијалков во суштина фингирале раскол меѓу нив двајца и Мијалков е избркан фингирано од ВМРО. Не меѓу нив двајца. Општо тоа фингирано бркање од партијата. Мислите дека Мијалков се уште е ВМРО? Апсолутно, Мијалков е еден од најмоćните луѓе во ВМРО ДПМН денес. Во ВМРО ДПМН? Апсолутно, да. Па како тогаш Заев му дозволи толку многу развивање на бизнисот, отварање казина и слично, така што тргање од сите одговорности, сеја од вратот и така натаму. Тоа ќе мора да прашате Заев. Заради тоа тешко се прифаќа и голта ова што вие го викате. Не е тешко да се прифаќа голта, бидејќи станува збор за еден центар. Не, зборам од фамилиите која управува републиката и кој ги дава кој ќе оди по вода, кој ќе остане на камче. Ти кажа се. Таа фамилија да не се вика Удба? Одбегнувам да го користам тоа, би не сакам да бидам многу теоретичен заговори. Па велат дека во суштина со Македонија не владае ни ВМРО ни СДСМ, туку тие тајни служби кои секогаш имаат добар дел со... Јас би ги нарекол другарите на Лазо. Другарите на Лазо. Да бидеме поискрени. Фингирано бркање на Мијалков. Интересно. Сето тоа дава еден впечаток на ја ви реков, развивањето на бизнисите па не дозволува, нема да ви дозволи, но во ред. Денес пример ќе треба некој да одговара на овие обвинувања. Христијан Мицкоски е кандидат на Мијалков за лидер на партијата. И беше избран за лидер на партијата по предлог и по залагање на Сашо Мијалков. Сашо фактички го промовираше него за лидер. И сега вам ви смета Не што? Не смета ништо никога. Не, ви смета Мицковски.
Не ми смета воопшто христијан, зашо ми смета? Никој не ми смета мене. Туку што ви смета? Ништо, јас имам Јанко свој пат, јас сум каузален, јас си ја терам каузата, така. Се обидувам да пораснеме како нација и како држава. Не мислите дека сега влеговме во НАТО? Мислам дека е време полека да се ослободуваме од тие филства, манства. Треба да се озреваме како нација, си растеме како здрава македонска нација, современа македонска граѓанска нација, како современа македонска граѓанска нација, да си ги гледаме македонските национални интереси, да си гледаме интересите на натовска Македонија. Заутре треба да станеме Европска Македонија. Многу интересно е. И ние се гледаме Македонија и патот на Македонија. Ма некако не го гледам ја овде кај Македонија. Го сменивме името и идентитетот ни виси. Иако беше забетониран. Не. Па еве, земам државјанство. Во Не. државјанството ми стојат коси црти, не ми стои македонец. Ова е факт. Јанко, со кој закон и со кој договор ќе те спречат тебе да станеш еским? Не. Не бе, како ќе те спречат да станеш еским? Не, тоа е право на избор. Па тоа е грешката во преговорите. Ама зошто не ми го дозволуваат тоа право на избор? Грците, Да се определам. Грците бара да им го отстапиме историското, културно наследство од античкиот период. И им го дадовме. Ништо да го не бара. Ама Тоа бара. Да слушаме. Галантно им Зошто го знаеш? дадовме. Зошто? За да има право на Егејска Македонија. Тоа им дава право историско на таа окупација на Егејска Македонија 13 година, 12 и 13. Ако ние се држевме до догмата на ВМРО, ние немаше имаме проблем со грците, името Македонија немаше никогаш да биде проблем за грците. И немаше да смениме. Кога дојдоме во момент да преговараме за името, која е таа глупост? Штитиме идентитет, што е индивидуално човеково право, а не заштитуваме државен идентитет. За мене беше побитно да остане Република Македонија, па макар за внатрешна употреба, а воопшто не ми требаше ниту еден грк со ниту еден договор да ми гарантира дали сум јас македонец или не, или дали говорам македонски јазик или не. Значи се согласуваме дека Преспанскиот договор е прилично штетен. Мене ме прашува во Бугарија често за јазикот. Јас викам, еве, интервјуто што го давам, еве што го зборувам на македонски јазик. Не, он ти вика дијалект бугарски е тоа. Он не Ти ти го објаснам и признава. тоа. Идентитетот, еве викам, доприме, жив сум, македонец сум. Себе идентификувам како македонец. Да, он вика, ти човек си, ама имаш погрешно сваќање. Не може тоа. А може? Не може, тоа е навреда за мене. Им го дозволивме. Тоа е навреда за мене. Ама им го дозволивме. Не сме го дозволиле. Не, на тоа граѓаните даваат жесток отпор. Не сме го дозволили на никого тоа. Да, даваат отпор, ама ние потпишуваме. Не сме го дозволили тоа. Но не би треба мене никој да ми гарантира со закон дека сум македонец. Јас сум македонец по самоопределување. А ако се премислам утре и ако станам еским, што ми значи мене Преспанскиот договор? Што македонско ми заштитува мене? Ама вие сте поединец. Па не се обидувам вака преку твоја камера, преку твоја емисија да влијам и врз граѓаните да размислуваат вака. Да, ве разбирам. Да. Но проблемот Значи, е зошто? Проблемот е народот На нас чувствува треба дека државен патриотизам, моќна држава, моќни, извршни, силни државни институции од кои ќе трепери мафијата, а не обратно. Од мафијата трепера институциите. И на нас ни треба државен идентитет. Како? Државна нација, државен идентитет на нас не треба. И имаме сега тука проблем со зборот северна, нели? Ќе бидеме северно-македонци. Тоа е катастрофа историска. Нов тип на македонизам промоција. Па вие на некој Тоа е начин катастрофа. ги поддржувавте тие политики. Таков печаток добив. Не, никош не поддржувам тоа. Јас Извино. го кажувам детално и буквално вака го објаснувам. Сега со дијалектот на бугарскиот јазик. Види, има политика и има наука. Или политика и наука, се извинам, не сам здоа. Мада така е, за жал така е. Науката е нешто по политиката, за жал. Нешто ми дојде така некако непланирано. Не можеме да продолжиме понатаму да се колнуме во Европа, а да не ги прашаме германците, абе зашто вие на австриците не им викате дека вие сте без идентитет, вие сте германци, какви австрици не постоите? Или некои други народи такви. Зашто италијаните не им викаат на французите, вие сте северо-западна дијалект на италијанскиот јазик? Зашто нели они имаат францускиот јазик, би требало да биде дијалект на италијанскиот. Нели е малце таа работа неприфатлива? Факт е дека ние сите тука на Балканот
пред се јужните Словени, пред се, јас би ги нарекол чедата на Свети Климент, зборувавме, пишувавме или употребувавме едно писмо и еден ист јазик, со десетици различни дијалекти. Врз база на источните дијалекти, во еден историски период, точно пред нас, пред македонскиот, се создал бугарскиот, се кодифицирал литературен бугарски јазик. После тоа има и јазична реформа некоја таму, се менува за уште повеќе да замени подалеку од западните. Меѓутоа, од Софија навака се западните наречија. И покасно, точно многу покасно, кога сме добиле шанса да направиме држава, ние сме го кодифицирале македонскиот јазик. Точно преку процес на србизација, точно се сменила азбуката. Сме ја напуштиле Свети Клементовната азбука, сме прифатиле од Караџич некои букви. Но тоа не значи дека денес, додека јас и ти зборуваме на источна или западна норма. Денес зборуваме ние на нормален, литературен, меѓународно признат државен македонски јазик. Официјален во Република Македонија. И тука не гледам кој е проблемот. Ја не знам вие што гледате или не гледате. Договорот со Бугарија едноставно све тоа ништи. Не, договорот со Бугарија е многу поповолен од тој со Преспа. Договорот со Бугарија за чудо во македонска полза, ако гледаш национално македонски. Добро. Е во онај југословенски тип на поимање на македонизмот. Е во македонска полза бугарскиот договор. И бугарите тоа сега те го разбраа и они со последната рамковна спогодба на парламентот го суспендираа де факто тој договор, тој бугарски договор. Ја го нарекувам Илинденски, пошто ми е поромантично така и е за Илинден, за време на Илинден подпишан. Тој Илинденски договор. Во суштина имаат они два избора. Да го поддржат да ја поддржат денешната реалност и на база на денешната реалност да поддржат внатрешна во Македонија демократизација на општеството, објективизација на историјата и така натака, или да ја спроведуваа таа така наречена во наводници ребугаризација на Македонија, која ја спроведува неколкумина будалетинки тука наоѓаат од Македонија, по некој тука има еден Скопје, еден дечко, и тие пропагираат нешто што по мене не само што е научна фантастика, тука е нарачка од малце подалеку, за да останат трајно непријателствата меѓу Македонија и Бугарија. И јас сум за таа првата варијанта. Не може да се негира денешната реалност. Таа тука, жива, постои. Ние сме сведоци на неја. Од тука понатаму, објективизација, демократизација, отварање на границите или соработка со Грција, Бугарија, Албанија, исто така беше затворена граница во минатото, е природен процес кој следува со Европската Унија, обединување во ЕУ. Ние не можеме, како викаат бугарите, вас ве создаде коминтерната. А тоа што значи? Дека дедо ми легнал, заспал како бугарин и другиот ден во вака направо Сталин се разбудил како македонец. И тоа значи дека денес преку тој тип на болшевичко размислување сега поново ја ќе легнам како македонец и се ваќе се разбудам како бугарин. Тоа е ненормално тврдење, тоа е ненормална логика. Тоа е нешто што е надвор од разумот. И тоа е тоа против кое се борам и кое се обидувам да го објаснам и за кое сум равснат како тежок бугарофил. А го објаснувам ова. И мислам дека луѓето ќе го разберат. Со тек на време ќе го разберат. При тоа не поддржувам омрази кон никого. Како ни против србите, така ни против бугарите. Јас мразам да шириме образи и да градиме политички поени. И јас сега вечера да барам гласови од граѓаните за мене и за македонски концепт врз база на омраза на некого. Не е битно кој сосед, кој нека е. Многу често се користат нели клетите шиптари, па втори поред се нели бугарите. Трети поред се американците, цијашите тие со росоидите. Како оди тоа? Грците некако чудно исчезнуваат. Ги нема во списокот на непријатели, иако нели тие не го сменале името. А и тој тип на пропаганда Јанков, сега ќе се вратам, ќе ти направам еден убав спој на таа што значи ти ме праша демократизација на партиите. Тоа е тоа. Да можам јас ова да го кажам на Централен комитет на ВМРО ДПМ, што го говорам вечера кај тебе во емисија, отворено и демократски. Дел сте од СЕКА? Не. Не? А што би сакале да кажете? Ова исто што кажав вечера кај тебе во емисија. Е сега. Интересно како ВМРО, како беше со налепница дека е пробугарска партија, со децении и одеднаш стана
СДСМ, тоа што ВМРО го збореше и го правеше, сега го направи СДСМ. Тоа го правеше пропагандата на СДС. Да. Што правеше СДС? Ќе мобилизираше 5-6 души бугараши. Знаеш што е бугараш? Бугараш е... Знаеме кој фрлаше летоци за време на избори 90-тите години со бугарска содржина. Значи, што е бугараш? Тоа не е македонски бугарин. Тоа е најмалку тоа. Тоа е се декларира како бугарин плюс удбаш добиваш бугараш. Тоа е српски назив. Многу убав термин. Ке мобилизираше неколку бугараши во 90-тите да истресат зелени пред избори, за СДСМ да налепи на ВМРО ДПМН бугарашки карактер, за да го стимни процентот на поддршка кај населението за ВМРО ДПМН. И тоа СДСМ во времето на Бранко Црненковски го правеше многу успешно. Растураше со тоа. Се сеќам на онаа кампањата пред 98 година, зашто бил Љубчо, а не Љупчо. Се сеќаваш? Да, и зашто син му се викал Лав. Полициското утре лево списание пуст на Мирка Велинова, се сеќаваш? Да. Сино Лав, дека бил на грбот на Бугарија Лав. Се сеќаваш на она кој со кого ќе се помируваат брошурата. Ако бев многу млад, кога вчера да беше се сеќавам. Но на кампањата за изговорен збор од Љупчо Ждановизам, кога промовираа со Клюсев советот на интелектуалци на ВМРО, и Љупчо искористи еден збор Ждановизам. Овие не проверија од СДС што значи тоа и го нападнаа дека употребил бугарски збор, а во суштина значило збор кој означува злоупотреба на медиумите за политички цели, партиски цели. И тоа беше многу тешко се докажува, немаше Фејсбук, немаше Твитер. Ке ти лепнати стои. Имаше само еден медиум, Нова Македонија, со еден месечник или неделник Пулс, македонска телевизија која беше Стошич ли беше директорката, како се каже? Добро. Која беше за ВМРО, тоа мислам дека беше полошо од концентрационен логор. Таму не смееше ВМРО да припари на пријавница, а не да се појави на емисија. И тоа во 90-тите беше многу тешка мака да ја демократизираме Македонија. Веројатно тоа беше и поривот мој толку силно да влезам во ВМРО ДПМН и тоа беше, не знам, не можам да ти опишам колку се радував кога победивме 98 година, пошто тоа беше, го доживеав како сме се ослободили од отоманска власт. Така го доживеав тоа ослободување 98 година од СДСМ. Искрено. Меѓутоа, за жал после тоа ние наметнавме, го злоупотребивме ВМРО, брендот на религијата на ВМРО, во наводници кажано. После тоа ние наметнавме такво владение и управување со Македонија, да после други се радуваа така, кога пропадна Груевски власт. За волја на вистината, јас иако член на ВМРО ДПМН и еден од главните преродбеници со Груевски, и јас се радував исто толку кога падна Груевски, колку што се радував кога победи ВМРО ДПМН 98 година, бидејќи и тоа сакав да ја демократизираме Македонија. Реформите не беа да наштетат на ВМРО ДПМН. Реформите беа да спречат расформирање на ВМРО ДПМН. Изборот беше меѓу расформирање и реформирање. Ние, екипата реформатори, како пораснати во партијата, беше многу поблиско до нас да избереме опција реформирање. Пошто не сакаме да помислиме во сон расформирање на партијата. Со такви наши пориви внатрешни и лојалност кон партијата. И затоа излегоа тие реформи, кои после беа прогласени за национално предавство од Груевски и после знаеш сето тоа другото е веќе пресно, гледаните помнат. Ќе ве замолам сега ќе направиме кратка пауза, а по паузата ќе продолжиме со разговорот за македонски концепт малку повеќе и за следниви избори. Благодарам. Одиме. Продолжуваме со разговорот во студиото, стигнуваат и некои прашања, ќе ви ги поставам, ќе ги артикулирам така што може да ми пишувате на мојот профил на Месенџер, може да му ги поставам на гостинот. Токму е она што се сомневав дека нема така баш да ви исперцепира како што вие образложувате, но еве ќе имате шанса уште еднаш да се дообразложите во своите ставови. Не ве перцепираат така гледачите. Но сега одиме со македонски концепт. Вие бевте онаа група реформатори, околу 5-6 души кои бевте собрани, имавте силна поддршка од Запад. Реформите не успеавте да ги наметнете. И од членовите?
Кој на член? партијата. На партијата. И од граѓаните јавност имавме силна поддршка. Добро. И се уште има. Сега Христијан се обидува да биде реформатор, но никако не му поаѓа од рака. Он нели кажа, Горана Силјановска за време на кампањата на централниот митинг во Скопје кажа, ако не успееме, тука се реформаторите. Мислејќи дека она е реформаторка, а нек имаш интервју Христијан Мисуски што кажа дека он е реформатор, така да. Сега денес сака да бидат сите реформатори. Пред 2 години реформаторите беа предавници, сега се денес сите реформатори. Тоа е многу битно да го знаеме. Постои ли таа група, остана ли како неформална Што се случи со таа група реформатори? Тука се сите здрави и живи, секој со свој живот, со својот пат. За жал, активноста ваша некако Христијан ја пропушти. Знаеш, никогаш нема шанса, втора шанса за прв печаток. Христијан ја пропушти шансата да биде реформатор, ја пропушти шансата да на јавноста ја презентира реформите, но и да ја увериме јавноста, сите заедно, и да помогнеме и ние, дека ВМРО ДПМН е тргнало напред со нови политики, нова екипа, нов правец, нов статут или внатрешно поведение, внатрешна таа демократизација за која изборував, која клучна и за демократизација на државата, бидејќи недемократски партии наметнуваат недемократско управување со државата после тоа. Тоа е директно причинско последично поврзано, да знаеш. Во партиите учиш да бидеш мало диктаторче, стануваш министер, си хард диктатор. И тоа ако во партијата учиш да бидеш вистински демократ, тоа кога ќе станеш министер, ќе бидеш културен воспитан министер кој ќе знае дека е гостин во тоа министерство, а не е татко му и мајка му министерството, и знае да работи во интерес на граѓаните во тоа министерство. Груевски не е тука, Мицковски не е тука. Не, тука е, ама не е тука. Е прилично коректен во неговите настапи, во неговите говори. Сепак, делувањата на еден политичар ги оценуваш преку неговите настапи, неговите говори и неговите делувања. Гледајте ги делата. А кои се делата? Имаме ли ние во партијата нов статут? Имаме ли ние во партијата нов тим? Имаме ли ние во партијата нови политики? Тогаш, зашо зборуваме? Добро. Второ, што мислите, кој е тогаш најголемиот проблем во ВМРО ТПМН? Морам да бидам честен кон Христијан. Добро. Сите бараат да се откаже од груевизмот. Да. При тоа никој не разбира дека Христијан е чедо на груевизмот. Он беше генералниот секретар на ВМРО на Никола Груевски. Као генерален секретар на Никола Груевски. Ние бараме човекот да се откаже самиот од себе. Зашто го бараме тоа од него? За него е природна оваа позиција и оваа политика. Многу си му писна Мицковски. Не, тоа е исто како јас. И јас бев заменик генерален секретар на Мицковски. Ако останев јас со Мицковски и ги следев неговите политики на бойкот, си молче во партијата, сум си добил функциичка, си молчам, си чекам функциичка државна и толку. Тоаш, со кое право ќе бара некој од мене еден ден и јас да се откажам од мицковизмот во наводници? Со кој? А Мијалков? Ја едноставно, гледајќи го Христијан што работи, не може да го следам во тие политики. И се полекувам од позицијата. Мијалков се најдобрите пријатели и соработници со Мицковски. Најблиски соработници во партијата. И во моментов прилично добро соработува Мијалков со Заев и со СДСМ? Јас мислам дека Мијалков одлично весла во моментов, а инаку е посветен на победата на Христијана. Стварно не гледам како, ама доста интересна. Ќе видиш тоа на изборите. Добро. А може малце новинарски да истражуваш. Не можам финансирање на партијата и тоа ќе го согледаш самиот. Пак имате нели како што вие новинарите. Не, вие новинари генерално, не правив тебе лично. Генерално. Сакам да кажам и да се објаснам. Немам време. Јас сум единствен новинар, единствена будала која има секоја вечер 2 сати емисија. Невозможно е за мене да истражуваш. Да мрднам било каде. Немам физички време. Добро, окей. Окей. Она што сакав може да твоите колеги. Како? Може вашите колеги. Колеги новинари. Да. Има истражувачко новинарство, нели има агенции, нели има. Јас затоа ги чекам нивните резултати кои ќе излезат и ја моите.
Впечатоци од таму ги добивам и од интервјуата. А во интервјуата очекувам Али факти сега да го малку. ослободиме Христијан. Но сега да одиме на Македонски концепт. македонски концепт. Што е македонски концепт? Партија, движење, ќе се појавите на овие избори, кој ќе бидат на вашата листа, какви се вашите планови? Многу е досадно, особено за младата популација, пак да им продаваме сува магла или да им продаваме партии, посебно со оние предзнаци ВМРО. Досадно е. Второ, сите тие се злоупотребуваат, зашто воспоставуваат после тоа хиерархија, која хиерархија после за кратко време, колку и да е демократска, повторно почнува со истото поведение како другите партии. Затоа ние се одлучивме да промовираме идеја, кауза, која ќе обедини различни личности, кои ги споделуваат тие вредности, таа идеја, без разлика од која партија доаѓаат. Ти може да бидеш член на СДСМ, а да бидеш во македонски концепт. Може да бидеш член на ВМРО ДПМН, како што сум јас, а да сум во македонски концепт. Бидејќи ние споделуваме таму визија, идеја за Македонија како понатаму. Сега не сме само романтичари. Се разбира дека знаеме дека за да оствариме нашата визија имаме неколку механизми, методи. Промоција јавна на нашите заложби, да ги повикаме на партиите, да им понудиме нашите идеи, или на други организации, невладени, на институции државни, на државата и понудиме нашите идеи, ставови. И најсилното оружје, покрај јавноста, е граѓаните да ни дадат на нас легитимитет и доверба како персони, како личности, како индивидуалци кои стојат за тие идеи и ставови, сами да ги имплементираме, односно да дадат доверба на избор, на евентуални избори. Македонски концепт постои неколку месеци само, како идеја, како бренд нем, како бренд на политичка програма, тоа е политичка програма, визави слепиот пат на Заев и обновата на бандитизмот на Христијан. И како таква, многу брзо дојде овие избори, но ние не се плашиме да добиеме, секако дека не сме, пази, сите прашуваат дали се трет пат. Не сме трет пат. Ние сакаме да имаме трета опција, сакаме да имаме прва опција. Тоа е прва работа, да расчистиме на старт. Второ, ако одлучиме да се појавиме на овие избори, воопшто не се плашиме дали ќе добиеме 1 глас, или 100.000 гласа, или не знам колку гласа. Растаретени сме тоа, бидејќи им оставаме на граѓаните слободно да одлучат. Ќе ви кажам преку еден пластичен пример. Името Македонија од сите се злоупотребува за време на предкампањата. Добро. Заев, отворено кажуваат, за нас тоа е завршена работа. Ние сме северна и он е горд на тоа. Христијан не убедува дека ќе го врати името Македонија ако добие 80 пратеници, Бадентер, бабара, една приказна таму интересна. Доколку граѓаните сметаат дека треба да му веруваат на Христијан, дека Христијан им ја кажува вистината, дека не ги лаже, дека Христијан ќе го врати името Македонија, ја ги повикувам сите до еден да гласаат за Христијан. Нека не гласаат за македонски концепт, ниту еден. Ја не се лутам на тоа. Вие сте за да го вратиме името? Јас сум за да живееме во реалноста и цврсто да газиме на земјата и да ја развиваме Македонија како силна држава. Дали сте за Северна Македонија или сакате Македонија? Не, јас сум за Македонија, не сум за Северна Македонија. Името Македонија. За мене Северна Македонија е само еден чекор да достигнеме дополнителна надграба на македонската државност. За мене и членството во ЕУ е еден само историски чекор за да се надгради македонската државност. Зашто посталите држави беа во 100 блокови. Беа источен блок и западен, знаете, во колку блокови беа. Добро. Но, ова мора да потенцирам. И Германија капитулираше. И тоа 2 пати. И Јапонија капитулираше. И Франција беше поробена. И што направија они? Останаа да плачат децении и другиот ден се зафатија со работа и изградија најмодерни, најсилни, најбогати држави во светов. Да, ама тоа беше воен пораз, не
идеолошки, идентитетски. Овдека не збориме за пораз на Македонија. Македонија секој може да ја порази. Не. Една поголема војска. Така. Зборам така. за историски. Нам ни е одземено правото да се идентификуваме со нашите антички македонци. Одземено ни е, само да ја завршам. Бидејќи зборам во името на моите гледачи, нели ти викаш имам своја публика. Значи, одземено ни, тоа е нашето чувство, дека ни е одземено правото да се идентификуваме. Не смееме освен словените. Па не смееме освен од 45-та наваму дека сме измислица. Па не смееме јазикот бидејќи е бугарски. Па црквата ни е српска. И така натаму. Извинете, мојве, еве, не велам, ја зборам од моите, они велат Македонија, македонци. Ништо друго. Нам ни е одземено правото да се идентификуваме. Ние мораме СМК да ставиме, не смееш да спомнеш на граница, вадиш извод. Значи, не е само у школа што ќе збориш. Многу е тешко и народот тагува за тоа. И јас тагувам за тоа. Не само тагување, мислам дека во револт преоѓа. Ја мислам дека тагата не сме дозволиме да влеземе во стапите на жртви. Тагата треба да ја претвориме во мотив, да ја засилиме државата, да создадеме силна држава, држава во која ќе создадеме услови македонците да растеме, да се множиме, да се размножуваме буквално, да се развиваме, да твориме и еден ден Македонија да ја претвориме во многу посилна, подостоинствена и од овој пораз историски денес да изградиме многу поголема победа. Зошто ќе ти кажам? Го направија ли тоа германците кога влегува во Париз? А беа само пред неколку години поразени до Франција. Мислиш дека им беше полесно на французите кога се разбудија едно утро победничка нација во Прва светска војна, број 1 нација. Се разбудија утрото и гледаат германски тенкови во Париз? И кога германскиот канцелар отиде во Ерусалим да се извини за злосторствата врз еврејскиот народ? Може би еден ден тој ќе направи еден грчки премиер некогаш. Може би. Може би. Многу романтично звучи. Не е романтично. Се надевам на добра иднина на Балканов. Мислиш дека значи, за такво помирување не може да се очекува само од нас. Нели беше помирувањето, како рече господинот Заев, ако сите ни се лутат, значи проблемот е во нас. Ако сите ни се лутат, значи проблемот е во нас. Тоа беше главното во кампањата пред да ја добие власта. Не, ако сме скарани демек со сите соседи, демек србите за црквата, бугарите за јазикот, грците за идентитетот. Не, тоа е добро да имаме, добро да имаме самокритика, тоа е здраво за нас. Меѓутоа не може да ја земеме вината ние целосно, затоа што бугарите одлучиле во 2020 година да продаваа живковизам. Не може да бидеме ние криви зашто полудел српскиот патриарх се кара со сите цркви може околу него. Така кој е виновен? Па српската црква се кара со сите цркви може околу неа? Не сме ние, еве се скараа се и со патриархот Вселенски. Така да кој е крив сега? Стефан? Немој така. Како овие ставови или зашто грците имаат тежок иридентизам кон Македонија? За едно дали во суштина ве разбирам дека збориме, зошто ги излекувам овие ставови, сакам да добијам печаток што сакате да кажете. Сакате да кажете дека овде на балконот ни е потребно едно помирување помеѓу Балкански компромис ние го нарековме, проект промовиравме. Да, ама место тоа ние имаме Букурешки договор, еве го позади мене стои. Дебела книга од која една точка не е смената. Значи, Македонија се негира. Од Лисабонската Македонија е поделена конференција наваму стои таа допрва ќе се реализира. Зборот македонски не смее да се употреби. И се иде кон тоа. Да, некој објави в Колумна или кажа Македонија е поделена на широк сокак, битолски. Во монастири, а не е поделена во Букуреш. Во Букуреш само беше санкционирано решението. Зашто султанот дојде да ни даде независност, односно ни даде автономија, по барање на големите сили, нели, Берлинскиот конгрес на така. А ние знаеш што правевме на широк сокак? Нашиот народ бараше се само не Македонија. Турскиот султан кажа ова е ништо милет. И заминал назад за Стамбул. И се премисли, не го подпиша Ферманот. Зошто? Така да, видел дека нема субстрат за државност, за автономија. Така да, Јанко, ние сме многу криви македонци за многу работи. Но не смееме да преземеме вината од другите. Не смееме сега да живееме па ние да бидеме под ефект на стокхолмски синдром. Да се соживееме со нашите джелати и да почнеме да ги љубиме животите. Тоа дел нашата нација го прави, да бидеме искрени. Посебно кон Србија.
Ние сме љубители на нашиот северен сосед и се соживуваме со джелатот. Но, време е да созрееме. Дај да заборавиме филса и манса. Тоа е македонски концепт. Тоа е македонски концепт. Како рече, се идентификуваме со джелатот. Да. Добро? Не разбираш. Не, ве разбирам. Добро, ве разбирам. Тоа е македонски концепт. Не разбираш што е. Мислам дека ме разбираме, гледачи. Не, гледам време дали... да созрееме како нација. Значи сега имаме натовска Македонија. Срамота е уште се занимаваме со филса и со манства. Имаме Македонија. Наша е ује. Не е ова Османска империја па да ја рушиме, да ја пометнуваме на бегот, да му ја расипуваме колата на бегот или пајтонот, или да го грабуваме заптијата. Не е ова Османска империја, разбираш? Ова е Македонска република. Наша си е. Дај да ја градиме. Доста ја разградуваме. Имаме ние навика. Цело време сме под робство македонците. Под робство сме цело време. И ни стана генетски материјал да разградуваме држава, да удираме државата. Ама доста е сега, веќе имаме држава наша. Дај да ја градиме. Тоа е македонски концепт. Пак ќе повторам. Македонско национално. Како мислите да делувате? Како мислите? Започнавме кампања. Ги повикаме граѓаните ни се приклучат. Како што? Со пристапница? Како не, во партија? Како што? Електронска апликација или доволно е само да ја дадат телефон за контакт и адреса, имейл адреса, да сме во комуникација, да имаме координација. И како би делувале? Се организираме најмногу по основ на професии. И ги правиме тие професионални клубови, од кои произлегуваат решенија за Македонија. Решенија по разни прашања. По реални проблеми на граѓаните секојдневни, кои некои имавме на Европска вечер, може би ја забележа. На Европската вечер промовиравме дел од тие неколку идеи или на што работиме во моментот. Но доколку граѓаните ни дадат доволно силна поддршка и не охрабрат, ние ќе излеземе со граѓански листи на овие избори. Доколку граѓаните одлучат дека им е супер со Зоран Заев, и не го гласат за нас, дека си гласат за Зоран Заев. Ако мислат дека треба да се врати бандитизмот со Христијан, и ќе не гласат за нас, ќе си гласат за Христијан, ја нема да се најутам на никој. Многу тешки зборови кажувате за своја партија. Но ја ќе бидам чист пред себе, ако успеам, не само јас и сите мои луѓе, ние успееме да им понудиме граѓаните различна понуда. Различно, ново, нормално. Ние викаме за нормална држава. Зошто? Зашто се е ненормално денес во Македонија. Нека седи кој сака со мене на дуел и нека ми каже што е нормално. За тоа сакаме да дебатираме. Нека ме убеди Заев дека имаме нормално општество. Ке ми дозволите неколку пораки подоцна да ви прочитам од гледачите? Нема многу, неколку ми праќа. Нека ми докаже Заев дека живееме во нормална економија пазарна. Нека ми докаже Заев дека живееме во слободно општество. Нека ми докаже дека неговото фер општество или како беше едно општество за сите? Да. Извини, наше е фер општество. Добро. Неговото едно општество за сите е функционално. Или она што го прави Дуи. Дуи прави асимилација на македонците муслимани во 2020 година во Македонија. Значи дека ми докаже Заев дека сето тоа е нормално. Тоа нахилно однесување на функционерите од Дуи. Нека ми докаже дека е нормално Заев дека СДСМ е по-демократска партија од ВМРО-ДПМН. Со нивниот статут. Нека ми докаже Заев дека, не знам, УЈП е по-демократска отколку за времето на Груевски. Или дека промената на името донесе подобри услови во Македонија. За живење. За живење. Нека сме по-нормална држава. Нека ми докаже. Дали сме по-нормална држава? Не. Дали сметате дека направивме голема жртва? Не преголема. Преголема. Јас пишувам Кои се бенефитите секоја од тоа? колумна имам реченица. Направивме преголема жртва, а не ја валоризиравме загубата. Не ја валоризиравме загубата. У НАТО ќе влезевме и вака и онака. Не баш. Беше повеќе од Не баш, немаше да влеземе НАТО и вака, но не ја валоризиравме загубата. И тука вината паѓа на грбот на власта. Не се лажеме. Тука не е Христијан крив. Не добивме датум за преговори. Еден од адутите за да биде народот поттикнат да го прифати Преспанскиот договор. Беше датум за преговори, меѓу другото. ЕУ и НАТО интеграција. НАТО се да го влечи, јас тврдев дека е можно влеземе во НАТО пред нова година и учествувам на тоа. Шпанија направила. Како стоиш тоа помина нова година? Шпанија направила пропуст.
Господине Богоевски. Ќе ти кажам, точно знам што зборувам. Добро, извини. Точно знам колку е денеска и сатот и минута. Извини, добро. Кинеска нова година. Не сум седнилен. Не, добро, може човек лапсус да Шпанија направи. направила пропуст, Шпанија ова, Шпанија она. Ја мислам дека не беше проблем само во Шпанија. Можевме ние со нашите пријатели, ако доволно бевме посветени на тоа, пред нова година Шпанија да го ратификуваше тој пристапен протокол на Македонија. И НАТО беше завршена приказна во 2019. Легачи сме, бе. Ништо не работиме, што ти кажам се. Као народ или као па и функционери, власт, као функционери? Сето се. Сметаш ли дека и функционерите, и политичарите, и сме вие одраз. сте одраз на народот каков Па е? во огледалото е одраз. Какви политичари имаме, затоа ќе одлучува народот. Ако на овие избори народот одлучи да ги избере истите политичари и рече, слушај, овој Богоевски не ви се допаѓа, бе. Северџанин, предавник, Сорос, пари, прочита ти тоа што пишува. Бугарофил е бугарски јазик сега дојде во Македонија. А прочита таму Сорос пари му дал. А прочита дека и Бейли му кажал нешто. Супер. Гласате за Кики, му верувате дека Христина Мицкоски ќе ви го врати името. Абе гласајте за Христина Мицкоски. Абе иџе не гласате за мене. И за нашата понуда. А вашата понуда дали ќе се појави на изборните листи? Дали планирате самостојно да се појавите? Граѓански листи сакам, јас инсистирам на граѓански листи. Може такво нешто како граѓанска листа да се Може, појави да, во избор? Да. Вие ќе влезете? Со граѓански потписи. Кој ќе биде таму? 1000 потписи по листа. Ќе собирате потписи? Па може и тоа како опција, да. Ќе го правите или не? Еве го Ќе февруари. правиме февруари, крајот на февруари имаме време. И со тоа да влезете во парламент. Па доколку граѓаните ни дозволат. Што мислите, ќе ви дозволат ли? Јас се надевам дека граѓаните ќе препознаат различност, нормалност и дека ќе ни дозволат. Она што повеќе, сега може е тоа моја публика, јас се извинувам, не се идентификувам. Прашај директно. Не се идентификувам. Те молам да ме прашаш најлошото. Океј, дека се пробугарски настроен и дека ја фаворизираш Бугарија во секој нејзин поглед. И дека воведувам бугарски јазик во Македонија. Како сакаш, еве, кажи го, ми рече најоштро да ти го кажам. Да, супер. Иако тоа е некоректно го изнесов. Не, супер го изнесов. Вака не поставувам одлично коректно го изнесов. спрема гледач. Ние имаме денес Дека се бугарофил на крајот на криштата. Да. Ние имаме денес истекнување на албанскиот јазик некако како надјазик на другите јазици. Добро. Мене ми смета секојаш кој има решенија по квоти или над нешто. Затоа се бориме за нормалност. Зошто да немаат македонските срби српски јазик, служба во Македонија и со републиката да комуницираат на мајчин јазик? Или македонските роми, или македонските турци. И исто така и македонските бугари. Што е проблемов, не разбирам. Зашто реагираат, не знаеш, смешните четници Латес и компанија, реагираат на мојот предлог за користење на мајчин јазик на македонските бугари, а не реагираат што го побрави за македонските срби. Ја побрави српски јазик да биде службен јазик во Македонија. Зашто има реакција за бугарскиот, нема реакција за српскиот? Кај е тука моето бугарофилство? Имаше Латас реакција некаква за вас? Жестока. Жестока. Се потруди дечкото пишуваше 20 колумни. Но, тоа е мојата автономност. Мислам дека повеќе да го одбрани Мицкоски од што да заработи нешто. Тоа е мојата не го реков. Тоа е мојата, јас го реков. Тоа е мојата автономност, македонска автономност. Јас имам изворна македонска позиција. На мене не ми смета ниту српскиот, ниту бугарскиот јазик. На србоманите им смета бугарскиот, на бугарофилите им смета српскиот, на мене не ми смета ни едниот ни другиот. И зошто сум тука јас бугарофил? Знаеш ли, вчера имаше во Бугарија една емисија, во Македонски научен институт во Бугарија, ме направија парче. Петар Богојевиќ, србоман тежок. Во Софија ме прогласија за србоман, во Белград ме прогласија за бугарофил. А јас сум просто македонец. И секако да мислиш дека ќе трошам енергија да им го објаснувам ова на едните и на другите, за едните сум Петре Богојев, така ме викаат, а за другите сум Пера Богојевиќ. Што да направам тука? Да влезам во филмот од времето на пропагандите од пред век и половина, со такви будалетинки, да се расправам? Не. Одиме напред по македонски филм, по македонски пат, по македонска иднина. Тоа ме интересира мене. Точно таков сум. Љубоморен сум, себичен сум, љубоморен на нив зашто се поуспешни од нас. Пример, србите со начертање. Сакам да направам македонско начертање. Но во исто време сум себичен точно за својата држава. Сакам Македонија да биде просперитетна, силна, европска, супер организирана, полна со млади
луѓе во земјата, ама Македонија. Македонска република. Не прифаќаме да бидеме сателит ниту на Бугарија, ниту на Србија. Сега овие што сакаат да видиме сателитче на Србија, во транспаѓаат од Бугарофилов. Овие другиве обратно. Ама викаат ти чекаме полека голем македонисти. Па чив сателит да бидеме на Брисел? На никого. Да бидеме Македонска република чиста и интегрирана во нормалниот свет. И кој го бара тоа? Секоја негдека гледајте вие дека сите лево ориентирани партии и целата власт е само со еден фокус, Брисел што ќе каже. А ние имаме Брекзит во овој момент. Тоа ми момент. смета. Јас сум председател на Унијата на Белград го заменивме со Брисел. Не дека Брисел не треба, не дека не треба Европска унија. Многу ми се допаѓа што кажа сега. Мислам, зашто извини, да, може би не си ја читал кумиот, да ќе те пратам утре. Не сум ја читал. Ова го напишев. Немојте Брисел да го замени Белград. Немојте. Па го замени. Го замени. Немојте. Немојте да ја покажеме сервилност кон Брисел. Европската унија е многу тежок. Да не покажеме. Па ние ползиме како црви пред нив? Не ползиме како црви, меѓутоа треба да докажеме, пример бугарите се прекрасен пример за тоа. Бугарите воведоа кирилица во Европска унија. Бугарите не прифатија на таблите да употребат латиница. Знаеш што направија? Ги покопија буквите, оно што се заеднички букви меѓу кирилицата и латиницата ги прифатија за на таблите. И сега заради пофалбата на бугарите ќе бидеш во прогласен за Бугарфилм за ова. Да, а гледаш супер пример од Бугарија. Нека бидам прогласен, не е проблем. Супер пример од Бугарија. Треба да покажеме кичма. Не смееме да дозволиме, види, Европска унија е тежок организам да се управува. Многу е комплициран. И тие самите имаат внатре проблеми да го управуваат. Ние не треба да им одмогнеме. Треба да им помогнеме. Да отидеме таму со дополнителни европски вредности во нас. Ние право имаме сменето менталитетот, ние имаме уште отомански менталитет, а сакаме да бидеме бриселци. Но како и да е, кога ќе дојдеме во Брисел и нашиот таму министер ќе удира на маса рамноправно со германскиот министер, он не смее да биде со отомански менталитет, он не смее да биде отворен со балкански отров и он не смее да им прави дополнителен проблем на бриселчани. Туку да му даде памет и разум. Нели ние викаме Македонија лука на цивилизацијата. Нели од тука потекна цивилизацијата па нагоре. Ако е така, личиме ли ние на поцивилизирани од нив? Ние треба да однесеме дополнителна вредност таму. Не да ползиме како црви, што кажуваш ти. Ја тоа не го кажав. Ја го кажав. Да. Него треба да однесеме дополнителна вредност. Ја и го тврдам тоа. Ја го осеќам. Поедеме туџи срам, еве да кажам четнички, кој ќе викаш. Ај вака. Здраво Јанко, би сакал да ни овозможиш и нас што немаме прогресивни идеи како гостино, да можеме и ние да кажеме за нашите заостанати закржлавени мислења. Еским не сум и не сакам да бидам, но наместо тоа што сакам сум коса црта, како што ти му кажа. Благодарам за остапениот простор и време. Се чувствувам неравноправна. Име може да прочиташ? Па добро. Да ти кажам дали е бот од палатата? Не. Ова е една дама, моја пријателка од Фејсбук. Да, дамата треба да покаже капацитет и да разбери зошто јас го давав пример со Еским. Може да те наречам србин или бугарин. Намерно давав пример со Еским, за да може да го разберат пластичноста во изразот. Ако дамата тоа не може да го разбери, уште 3 емисии да потрошиме, јас не знам како тоа ќе го објаснам. Меѓутоа, треба да разбере дека идентитетот е индивидуално човеково право, меѓународно гарантирано. Па и наследено, Јанко. Ја и сум по наследство македонец, меѓутоа сум осознаен како македонец. Знаеш ли ја како се го освестив тоа? Како ме кој било грк ќе ми го тоа опомени мене? Еве ти таму во договорот пишува. Ајде да видиме кој попрво ќе искористи. Не. Договорот? Преспански? Да, повели. Требало да му објаснам јас на некој грк по негово барање на конференција во Брисел. Ако се изјаснам како македонец, за каков тип на македонец објаснувам. Значи го осудувате Преспанскиот договор? Цело време. Со кое право мене ќе ми и како ќе ме присили Има ли Македонија право да си го врати името? И дали ќе може? Македонија сега не може да го врати името. Кој ветува лаже, така ќе врати името. Зошто Македонија сега треба да ја валоризира загубата. Сега треба Македонија да влезе во НАТО и во ЕУ. Што значи тоа Македонија? Ќе кажам зошто. Зошто ама не да може да направам го врати предавство македонско. Како? Да не направам македонско предавство. Ти си знаеш. Ја моја е да поставам прашање, дали ќе одговорите вие? Извини вака. Влегуваш во ринг. Ти си мува категорија, таму имаш тешка категорија. Имаш шанси? Фала ти за мува. Немаш или имаш? Извини. Не, се шегувам. Имаш шанси? Почекај. Набилдај си ти. Дојди на исто рамниште,
Па тепај се. Ние никогаш нема да станеме рамниште како што е Кина, Русија или Америка. Не реков на нив. Тоа збориме милион години. Тие се благонаклони на нас, сите дојден. Не мислев на нив. Добро. Сите дојден трите ќе ги спомна се. Збориме за комшиеве. Да. Па ние дадовме грците да ни го чуваат нашето небо. Супер, тоа е НАТО вредност. Тоа се навикнеме на тоа. Ама гледам ја како у таа НАТО вредност помина Кипар. А ти што мислиш кој го чува небото на некоја Литванија, пример? Не, Зошто ама така реагираме? Не, ама знаеш што, македонецот се плаши од таа поделба. Таа поделба во рамките на НАТО ние ја видовме. И Турција и Грција беа во НАТО, него Кипар каде е денеска. Не. Кој вика дека утре Тоа е дека нема НАТО. да и се случи? Кипарската криза сама по себе е реликвија од отоманското распаѓање. Добро. Ај сега тогаш ова да ве пред да ве прашам, само да констатирам една работа. Да, има уште некој. Она што е, повеќе се констатации, па ги одбегнувам констатациите, повеќе сакам конкретни прашања, па еве на објавата. Инаку што се однесува до идентитетот. Првиот попис по распадот на Југославија во Словенија, значи Словенија се отцепува Југославија и првиот попис. Ги добивам пописните листи. Мнозинство југословени? Не, наоѓам 4 Цитроени. Цитроени, па и каде се шескини. Јас тоа го знам тоа ескин. И јас се шокирам, ама пази, знаеш која збориме година, 91 година. Ако да? И сега, јас се шокирам и се распрашувам што е работа. И неколку интелектуалци ми рекоа, вика, човек кој е незадоволен од општество или од било какви причини, има право да се опре. Ти можеш французин, тоа не ти значи дека ќе добиеш француски па, а ти можеш да се декларираш како французин. Ако имаш потреба да се наречеш Цитроен, но државата му дозволила да се декларира. Не му стаила коси црти. Стојат 4 Цитроен по попис. Зошто? Тоа да не навлегуваме. На претходниот попис во Македонија. Не сакал да се напише словенец, не сакал италијанец, не сакал босанец, не сакал србе. Што си Цитроен? Тоа е голема работа. На пописот претходен јас бев студент и бев попишувач. Кај еден господин во руските згради зад лептокарија во Карпош. Влегуваме да попишуваме. Господинот само што изгубил работа. Беше нервозен, ќе не убиеше натре. Као да сме ја криви, а јас со другарот, двајца студенти идеме да попишуваме. И јас викам, господине, националност, да се изјасни, нели? Тоаш ги попишувавме со пенкаво во тие графите националност да се изјасни. Он ми вика, пиши бе, и то нервозно, пиши бе, вика, еским. Затоа, од тогаш го користам тоа еским. Он се изјасни како еским, јас го запишав како еским, да знаеш. Зафир Зафировски, појќе се овие, немам конкретни прашања. Вели, од каде падна ова реформаторчево сега, да избриши го подот со него. Уби го, ова реформаторчево? Не. Од Крушево, рече, му падна од на Круша. Кога ќе ме поканиш мене во емисија, Николче Трајановски, века на меве јавно, повелете во емисија. Ема, вика, ми се повреќа од муабетот, јас најдобар, најискрен до последна капка крв. Ова се јавни на најавата, значи не е нешто тајно. Бошко Луди, Булјаш, за мене Булјаш, ти паѓа рейтингот со таков врти капа, мувла. Ја неам рейтинг. Чекај повеќе. Зоран Марков 20 во 1 или 30 во 1. Врти капа те молам. Врти капа. Да. Врти капа, многу добро. Врти капа. Јас сум врти капа. Ја од мој 15 години до мој 40 години сум член на една политичка партија. Тие што ме нарекува врти капа има сменето 20 партии. Тие што се дојдени во ВМРО ДПМН после петти обид да менуваат партии, тие ме нарекуваат врти капа. Кој е врти капа во случајов? Што имам јас со врти капа? Од мој 15 години до ден на 40 имам сега. Јас сум во една политичка партија. Што е врти капава? Тоа што имам критички однос, па си имав кон Лјупчев критички однос. Јас имав судири со Лјупчев на ЦК. Ама за разлика од Груевски, на ЦК јас може да се судрам со Лјупчев отворено и да не бидам избркан во ВМРО ДПМН. Па еве сега отворено такви жестоки напади. Дури никој не ми забрани ни позиција. Овде нема да се согласам со вас. За Мицкоски сега? Значи, не за Мицкоски, за партијата, за високи членови на партијата кои оставиле голем белег, такви силни критики дадовте, па дури и навреди. Во ред, ќе си го слушнете интервјуто, јас се извинувам како новинар. Само кажувам, не ве обвинувам.
и не сте избркани, не сте истепани. Тоа па зборува дека владае некаква демократија и во вашата партија. И да видам истепан че треба. Не За да треба докажи Бог дека да. сме демократска партија. Имаш право да ми ги извртуваш зборовите и тоа е прерогатив. Но сакам да кажам дека нели отпечатокот дека е тоа недемократска, бандитска. За друго не сум избркан. Зашто не си избркан? Нивната проценка е дека ќе има многу подрастични сцени, многу подраматични сцени. Harm reduction? И подраматични случувања доколку тоа го направат. Аха, дека ќе си нанесат поголема штета. Така е, апсолутно. Добро. Не е тоа ли демократски капацитет, но во исто време му оставам право да ми избркат уште вечерва. Што имаш од друга страна на листот? Правда. Ајде, пиши ми тука што би напишале, како би изгледале резултатите од изборите во Уште април? не можам... Не добивате некакви анкети, Ми немате се случувало некакви... некојаш да ги погледам до еден пратеник. Во овој момент, јас мислам дека ВМРО, ДПМН и СДСМ се 1:1, односно 20:20%. Со се албанскиот блок, условно кажано, што не го сакам како термин, ама го користам да видам, пошто веќе од народот е прифатен да ме разберат, имаме максимална излезеност од 50% нови избори. Тоа е помалку, многу помалку или многу по... Малку. Значи, апатија кај албанскиот или кај сите? Не само апатија, иселени се албанците и македонците. Добро. Огромна иселеност. Добро. Но и апатија огромна, разочарување. И кај албанците? Ако излеземе ние со листи, сме во голема предност визави СДСМ и ВМРО ДПМН. Зошто? Они едната третина од гласачкото тело си го дела меѓу себе и се војуваат за него. За нас остануваат други двајца граѓани да убедиме еден од нив да гласа за нас. Или секој трет, или секој четврт да го убедиме. Одnosno да го мотивираме, наместо да остане дома, да излезе да гласа за нас. Бидејќи ако остане дома, он ништо нема да смени, ништо нема промени. Буквално ништо. Бидејќи на парламентарни избори, вие можете само со 1000 гласа, 1000 луѓе да во Скопје, ќе изберат 20 пратеници во една изборна единица. 1000 луѓе. Така да тие што седат дома ништо не прават. Само им даваат шанса на кујните воспоставени на двете партии СДСМ и ВМРО ДПМН да изберат пратеници, веројатно 10-10 да бидат. Ја мислам дека ќе граѓаните мора Добро. да излезат масовно на гласање на овие избори. Најмасовно од кога било во историјата. Барем тие што станавме тука во Македонија. Значи, според... А дали ќе гласа за нас ти кажав? Доколку им се допаѓа сегашниот живот, ова што го прави СДСМ, ако им се допаѓа ваква реализација на буџет, ама нека гласаат за СДСМ, не се љутам. Доколку мислат дека христијан ќе му донесе името и презимето можеби, па може и знамето ќе врати. Нема проблем, нека гласаат без за христијан. Не мора за нас ниту еден да гласа. И нема ништо да кажам лошо. Ќе те има тебе на листа граѓанска? Па веројатно доколку направиме граѓанска листа, нормално јас како фронтмен на македонски концепт, да ме има на некој од тие листи. Тогаш, освен настапите, колумните, настапите во оние дебатни емисии 1 на 1, ќе треба да се соочите со јавноста и во многу непријатни. Мислам дека тоа би било колку и лошо, но толку и добро. Отворени телефони и со тролови и со партиски јавувања. Навикнат сум, само единствено ама што ми така смета ќе се почувствува реалната ваша заложба, дали навистина се во ова и колку искрено, бидејќи ќе имате можност да го искажете и да го верифицирате. Очекувам црна кампања многу. СДСМ и ВМРО ДПМН ќе прават црна кампања за нас. Нема шанси ни дозволат да пораснеме. За вас? Да. Реформатори? За македонски концепт. Ја мислам дека они ќе се фокусираат повеќе едни на други. Не, ќе се штитат меѓу себе. Ќе се штитат меѓу себе, за не да го се појави конкуренција. Нив му е супер Курто и Мурто. Одлично. Ќе се штитат меѓу себе. Второ СДС има своји позиции во мермената палата. Еден куп момци патриоти во мермена палата се со по 10 кривични пријави, супер извршители на СДСМ. Така да СДСМ не е многу загрижена од мермената палата. Загрижена е од новости, што не ги контролира. Како да приме македонски концепт. И сега, они ќе користат црна кампања. Они ќе не оцрнуваат по секоја цена. Ма тоа
Имам јас еден пријател висок во МПЦ, вика, со нивните дрвја и камења, вие изградете ѕидови. Нема потреба ние да вратиме со тоа со дрвја и со камења. Ние едноставно ќе си ја кажеме нашата визија за Македонија. Ако граѓаните препознаат, нека не поддржат. Ако не, нека поддржат друг. Благодарам за вашето учество вечерва во емисијата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.